Најавените отсуства од работа во текстилството се проблем плюс во низата актуелни што ги носи економската криза. Зачестеноста да се земаат неплатени работни денови, работниците ја практицираат во последно време. Да, многу почесто и тоа се отсуства кои што некогаш траат и по месец дена, затоа што или имаат некој роднини во странство или нешто работат, како и да е, меѓутоа во тој дел ние сме немоќни, затоа што основната работа, побарувачката за работна сила е поголема од понудата. Тие најави некојаш доаѓаат и неколку дена пред да се случи отсуството. Имаше такви отсуства најавени во летниот период. Некои вработени го продолжија одморот. Голем дел од барањата се од семејни причини. Чести се и отсуството поради дополнителен работен ангажман. Во овој период повеќе се мисли на актуелните празнувања, отколку за постигнување на работната норма. Евентуално сега околу новогодишните празници, доколку има потреба од работна сила во странство. Това е основното. Значи да, може ќе има. Може да се случи, ви велам, може неколку дена пред да се случи отсуството, луѓето да се најават дека ќе одат и тоа. Дали најавените отсуства од работа влијаат на работниот процес? Па секако дека влијае, да. Влијае на организацијата на работата и посебно некои клучни луѓе кои што се клучни за ланецот на изработка на производите, така да меѓутоа се снаоѓа. Ако нема влијание, прво има тотално нарушување на работниот процес, вие отклоните број на вработени, располагате со помал број на вработени. Тој е обучен, има одредени вештини, а со самото тоа вие мора да најдете замена која што не е толку добро обучена, која што нема истите вештини и автоматски би се намалува продуктивност. Хроничниот недостиг и потребата за обучена работна сила е посилен аргумент од словото на законот што го решава овој проблем. Факт е дека најавените отсуства ги нарушуваат бизнис плановите, а со тоа ги намалуваат и очекуваните приходи на компаниите.